Неделата што заминува беше живописна и исполнета со промоции на нови модели. Предночат електричните кои враќаат во игра емоции од минатото, важен елемент за вистинските љубители на автомобили. Добре дојдовте во нашата нова епизода. Со Peugeot RS се закити електричниот компактен кросовер Elroq со погон на сите тркала. Неговите два електрични мотори произведуваат 250 киловати и забрзува од 0 до 100 км на час за 5,4 секунди. Поради перформансите направени се дизајнерски зафати за да ја оправда спортската вокација. Однадвор ќе го препознаете преку алуминиумските тркала од 21 инчи, црни детали на каросеријата и затемнетите задни прозорци. Сериски е додадено адаптибилно подпирање со прилагодливи амортизери и прогресивно управување. Внатрешноста комбинира перфориран и неперфориран тапацир од микрофибер со синтетичка кожа и контрастни шевови во лимета зелена боја. Шкода Elroq RS има head-up дисплеј со функционалност за зголемена реалност и специјално развиен аудиосистем од 675 вати со 12 звучници. Ветена е автономија од над 540 км. Максималната брзина е ограничена на 180 км на час, а полнењето поддржува сила од 185 киловати, што е доволно батеријата од 79 киловат-часови да се наполни од 10 до 80% за 26 минути. Во својата главна европска фабрика во Келн, која има скоро 100-годишна традиција, Форд започна со производство на батериски пакети за Експлорер и Капри. Новата дигитализирана линија е дел од инвестициите вредни $2 милиарди вложени за трансформација на погоните за производство на електрични возила. Со тоа се обезбеди постигнување висок стандард на квалитет и голема ефикасност. За намалување на внатрешниот транспорт и ускладување на процесот на склопувањето на возилата, битно беше тука да се организира и производството на батериски пакети, за што се монтирани 180 нови роботи. Тие на лентата долга скоро 2 км ги заваруваат, лепат и прицврстуваат со завртки кутиштата на батериите, во кои има до 12 батериски модули со вкупно 2775 поединечни делови. Пет години подоцна од планираното, Polestar конечно започна да се продава во Франција. Причината за доцнењето беше противењето на Citroen заради сличноста на логото на марката со она на DS. Иако далеку од тоа да се помешаат, французите се заинатија, а швеѓаните не сакаат да попуштат и да го изменат или пак продаваат своите автомобили без него, пошто следеше тужба. Страстите конечно се смирија и Polestar сега започнува со освојувањето на својот 28 пазар. Во понуда ќе бидат 3 модели кои ќе се пласираат со комбинирана стратегија, онлайн продажба и преку салоните на дилерите кои ќе ги има десетина, а за нив ќе се грижи сервисната мрежа на Volvo. Иако сега е лош момент заради царините со кои се оптоварени електричните автомобили по потекло од Кина, компанијата оптимистички гледа на продажбата.
Одбележувајќи го враќањето на големиот Hemi V8 мотор во понудата, Рам после 14 години отсуство повторно се приклучува на NASCAR серијата во категоријата пикапи. Подготвениот концепт покажува дека е направен за повеќе отколку само да привлече внимание. Компанијата не навлезе во многу детали за него, истакнувајќи единствено дека е посветено многу внимание на аеродинамиката и дека има тркачки мотор кој оди на 9000 вртежи во минута. Објаснувајќи ја одлуката вакво возило да биде избор за истакнување на перформансите, одговорните кажаа дека повеќе од 40% од фановите на NASCAR, кои ги има приближно 20 милиони, се собственици на пикапи. Што се однесува до Hemi моторот, тој од идната моделска генерација, освен во Ram 1500, ќе биде понуден и во Dodge Durango. Има 5,7 литри и 395 конски сили, а доплатата за него во однос на стандардниот 6-цилиндричен модел, кој има 35 коњи повеќе и троши 3 литри гориво помалку, ќе изнесува $1,200. Ништо од спојувањето на двата големи кинески автопроизводители Чанган и Донфенг. Преговорите кои се водеа 4 месеци и беа во напредна фаза се прекинати. Според извори од самите компании, климата не ни била оптимистичка, бидејќи раководствата сметале дека со тоа ќе се загубат многу работни места. Проблеми предизвикала и тензијата меѓу локалните политичари, каде би било седиштето на идната заедничка компанија. Со нејзино раѓање ќе настанеше вистински гигант кој произведува повеќе од 5 милиони возила, што би го позиционирале како 5 или 6 по големина во светот. Низиното настанување ќе имаше значајно влијание на кинескиот автомобилски пазар, бидејќи ќе предизвикаше процес на негова консолидација, од кој оние што ќе го преживеа ќе излезеа помоќни и глобално поконкурентни. Американската автомобилска сцена е побогата за уште едно име. Новоформираната компанија Dakora Motors представи автомобил кој ќе биде поексклузивен од било кој друг. Тоа ќе го стори со свој класичен стил од 30-тите години на минатиот век, дизајниран од Pininfarina, импресивни преку 800 електрични коњски сили и автономија од 640 км. За оние пак кои не сакаат да се возат на струја, ќе биде понудена и хибридна верзија. Ултралуксузниот интериер е прилагодлив и може да има меѓу 3 и 7 седишта, а во него не е искористен ниту грам пластика. Автомобилот официјално нема име, но затоа има цена – $500,000. Производството ќе започне идната година во околината на Њујорк, а да се застане во ред, потенцијалните купувачи треба да депонираат $50,000. Ферари отиде чекор подалеку во персонализацијата на своите автомобили. Понуди специјална изведба на моделот 296 кој може да ја купат само оние кои активно учествуваат на спортските настани на марката. Духовно инспириран од тркачкиот 499P, стилските преработки на овој технички бисер на тркала дополнително го нагласуваат неговиот карактер. Седиштата се од истиот незапалив материјал што се користи за тркачките комбинезони, а бројни графички детали директно се поврзани со спортската традиција на марката. Можеби на разочарување на оние што ќе го купат, погонскиот склоп остана идентичен. 3-литарски плагин хибрид со 880 коњски сили, кој само на струја може да помине 25 км. Забрзувањето до 100 трае 2,8 секунди, максималната брзина, како наведува фабриката, е поголема од 330 км на час, а цената не е објавена.
15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Oh, it's a head turner. All eyes on it when it passes the corner. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Субкомпактниот Q3 игра важна улога во продажбата на Audi. Неговата трета генерација нема ништо револуционерно, но сосема доволно да го задржи интересот на купувачите. Третата генерација на Audi Q3 влезе во светската автомобилска арена, каде вниманието на купувачите ќе го освојува со нови квалитети видливи веќе на прв поглед. Надворешноста на субкомпактниот кросовер зрачи со самодоверба и емоции добиени со широката маска и елегантно заострените матрикс LED светла. Карактерната линија на силуетата визуелно го дели автомобилот на два дела, создавајќи посебна распределба на светлината и сенките. Задниот дел го заокружува аеродинамичниот концепт во кој естетиката е доведена на новомодерно ниво. Внатре управувачот е опремен со нова контролна единица, ослободувајќи повеќе на централната конзола. Акустиката е подобрена со посебните предни стакла, а практичноста на каросеријата ја демонстрира и багажникот од 488 литри. Дигитализацијата длабоко е навлезена, обезбедувајќи поголема удобност и безбедност. Избалансираната погонска понуда стартува со благиот бензински хибрид со 150 конски сили, колку што има и дизелот, додека плагин хибридот, кој испорачува 272 коњи, може да помине 119 км само на струја. Audi досега има продадено повеќе од 2 милиони примероци на Q3. Новиот модел ќе биде лансиран во октомври со почетна цена во Германија од 44.600 евра. Не постои вистински поклонник на малите спортски автомобили што не знае за Peugeot 205 GTI. За време кога беше присутен на пазарот, тој стана вистинска икона на комерцијалната и спортската сцена. Сега, лавото од елисејските полиња направи модерна реинкарнација оттелотворена во електричниот 208 кој го понесе беџот GTI.
После 40 години Peugeot повторно ја оживува ознаката GTI, која сега со помош на електриката ги комбинира традицијата со технологиите и перформансите со емоциите во возењето. Представувањето на E208 GTI, кој се одржа на патеката на која се вози иконската 24-часовна трка Le Mans, не само символично покажува каде беше фокусот при креирањето на новата легенда. Посветувајќи го настанот на 205 GTI, кој како еден од најуспешните автомобили во B-сегментот пленеше со своите сензуални перформанси, првите луѓе на Peugeot и Stellantis истакнаа дека гените на овој автомобил продолжуваат да живеат и во неговата електрична реинтерпретација. Peugeot E208 GTI, француски, харизматично, со елеганција и скромна дискреција, ги демонстрира своите квалитети преку уникатните перформанси и исклучителната секојдневна употребливост. Ненаметливиот надворешен дизајн тактички балансира со емоциите, а впечатливата и инспиративна атмосфера внатре внесува динамика и енергија. За агилноста во возењето се грижи електромоторот од 280 конски сили, со кој E208 GTI забрзува до 100 км на час за 5,7 секунди, додека максималната брзина му е поставена на 180. За смирување на страстите се задолжени диференцијалот со ограничено пролизгување и модификациите на подвозјето направени од експертите на Peugeot Sport. Батериите од 54 киловат-часа кои располагаат со систем за ладење прилагоден на високите перформанси обезбедуваат автономија од 350 км. Како и сите електрични модели на Peugeot, така и E208 GTI има гаранција од 8 години или 160.000 километри. Спортското V-семејство на Cadillac е побогато за уште еден член, со звучната ознака која е еднакво ценета како буквата M кај моделите на BMW или пак AMG ознаката за Mercedes, се закрити и најмалиот електричен кросовер во понудата Optiq. Со своите 519 грла, драстично посилен од стандардниот модел кој располага со 300 коњи, способен е да забрза до 96 км на час за само 3,5 секунди. За да го стори тоа, возачот треба да избере посебен модус на работа кој ги отклучува сите потенцијали на двата електромотори, чии 880 Нм се пренесуваат на сите тркала. Со нормално возење батериите ќе трајат околу 440 км, после тоа треба да поминат 10 минути приклучени на полноќ за да се освежат со струја за уште 110 км. И тоа на мрежата на Тесла, што го прави прв модел на General Motors со вакви можности. Што се однесува до возењето и опремата во целост ја оправдуваат ознаката V што ја има, а со тоа и повисоката цена од $69.000 без локалните такси и дилерската маржа. Има моќни Brembo сопирачки по прецизно управување и наново подесено ослонување, а дизајнерските зафати на него се сведени на истакнување на очигледното. Иако не е потврдено, овој модел веројатно ќе биде понуден и во Европа. Деведесет и 5 години постоење е јубилеј за почит, особено за куќа која важи за креатор не само на дизајнерските трендови, туку и гласник на иднината во обликувањето на автомобилските форми. Pininfarina продолжува да разбранува јавноста и со својот електричен хиперавтомобил Батиста. Студиото Pininfarina слави 95 години постоење. Еволуцијата на компанијата, која преку креативноста на своите дизајни ја обликуваше автомобилската историја, ја започна прочуениот Батиста Фарина, кој уште како дете го доби прекарот Пинин.
започнувајќи на својата 12-годишна возраст да работи во работилницата на својот постар брат Джовани. Тој практично целиот свој живот го посвети на автомобилите, а ги креираше многу. Погледот во минатото ќе покаже доста славни модели произлезени од неговото перо, за кои слободно може да кажеме и дека се автомобилска уметност. Градејќи ја репутацијата со безпрекорна естетика, неговото дело продолжи да живее и до ден денес како собственик на студиото е индиската Махиндра, покажувајќи како може да се обликува не само идентитетот на бројни марки, туку и самата перцепција што автомобилот може да биде. Визуелниот подпис на Пининфарина е длабоко вткаен во гените на целокупната автомобилска индустрија, веќе скоро цел век. По повод јубилеот, компанијата прослави посебна едиција на електричниот суперавтомобил Батиста, наречена Нованта-Чинкве. Базиран на технологиите на хрватската Римац Невера, располага со 1900 конски сили и дури 2340 Нм вртежен момент. Затоа и со леснотија до 300 км на час забрзува за 10,5 секунди и има максимална брзина од преку 350. Батериите од 120 кВт овозможуваат поминување 476 км со едно полнење, а цената е поставена на 2,2 милиони евра плюс давачки. Производството на Пининфарина Батиста ограничено е на 150 примероци и ќе заврши годинава. Електричните возила го менуваат начинот на кој патуваме, ама поставуваат и некои нови правила пред индустријата и собствениците. Типичен пример со пневматиците кои на прв поглед делуваат идентично како и кај возилата со мотори со внатрешно согорување. Разлика сепак постои и тоа значајна, најмногу заради тежината која е за неколку стотици килограми поголема. Затоа и на електричните возила треба да се вградуваат пневматици со поголем индекс на носивост кои имаат подцврсти ѕидови. Освен тоа, електромоторите развиваат повисок вртежен момент и тоа уште при тргнување, што доведува до поголем стрес за пневматиците. Веќе овие две причини се доволни на електричните возила да се монтираат посебни пневматици, бидејќи користењето на обични, иако е сосема можно, може да ја намали безбедноста. Покрај тоа, пневматиците за нив треба да имаат и помал отпор на тркалање за да се зачува автономијата и не треба да се занемари и бучавата што ја создаваат, која кај обичните возила е прикриена со звуците од моторот. Сето ова собствениците треба да го имаат предвид и да бидат подготвени да платат повеќе за пневматици наменски конструирани за електричните возила кога ќе дојде време за нивната замена. Во пресред на лансирањето на новата Neue Klasse, BMW не престанува да информира колку таа ќе биде напредна и основа на многу идни модели. Првата ластовичка ќе биде кросоверот iX3. Новиот Renault 4 e-Tech доби интересна интерпретација наречена Rescue. Тоа е показна вежба каква намена може да има ова возило во овој случај, наменето за противпожарните служби. Уште една занимлива информација. Сите тоа го знаат, а Volvo прв се осмели да признае. Лидар системот не треба да се фотографира, бидејќи ласерот може да ја оштети камерата на мобилните телефони. Како се ближи премиерата на iX3, кој ќе биде прв модел на Neue Klasse серијата, така BMW ни сервира информации за него. Дозирано за да се задржи возбудата, но прецизно. Развојот му е во финална фаза и прототипите се на интензивни тестирања на тркачката патека Мирамас на Азурниот брег.
Новиот кросовер ќе има електричен погон од 6-та генерација кој работи на 800 волти и поддржува полнечи со максимална моќност од 400 киловати. Батериите со цилиндрични келии интегрирани во структурата на возилото имаат за 20% поголема енергетска густина и ќе овозможуваат автономија до 800 километри. Се наведува и дека за 10 минути тие може да се дополнат за поминување 350 километри, а поддржан е и двонасочниот проток на струја. Според прелиминарните спецификации, BMW iX3 треба да има околу 400 конски сили и скоро идеален распоред на тежината, а динамичкиот потенцијал на возилото го контролира напредната електроника. Револуционерниот панорамик iDrive систем ги проектира информациите по целата широчина на ветробранското стакло, а возилото автоматски ќе застанува на црвено светло на семафор и тргнува на зелено. Електричниот кросовер ќе биде представен во септември на салонот на автомобилите во Минхен, а производството кој ќе се одвива во фабриката во Унгарија ќе започне при крајот на годинава. Со заеднички сили Renault, Software Republic, неколку други специјализирани компании и француските противпожарни единици креираа концепт како демо автомобил за спасувачки акции. Замислен да овозможи поефикасна работа на итните служби, тој представува еден вид команден центар од каде ќе се раководи и реагира во критични ситуации со помош на меѓусебно поврзани решенија. Како техничка основа послужи Renault 4 e-Tech со додаден уште еден електромотор на задната оска и клиренс голем на 155 мм. Жолтите графички елементи на каросеријата се флуоресцентни, а на покривот се наоѓа аеродинамично обликувана капсула во која се сместени дрон за наблюдување и друга потребна опрема. Деталите во внатрешноста се изведени да ги подобрат практичноста и сигурноста при работа во тешки услови, а седиштата делумно се направени од пена добиена со рециклирање на огноотпорна облека на пожарникарите. Во багажникот се сместени уреди за комуникација и неопходна опрема, како што се кацигите и торбите. Целта на овој проект е да се понуди сеопфатно возило кое ќе овозможи брзи и прецизни интервенции како во урбаните средини, така и далеку од цивилизацијата. Службата на Volvo за поддршка на корисниците излезе со официјално предупредување да не се фотографира лидар системот на електричниот EX90, бидејќи тоа може да ги оштети камерите на телефоните. Иако сетот ова звучи како задоцнета првоаприлска шега, всушност е дебела вистина. Лидарот на возилото, сместен на покривот, работи со помош на инфрацрвени зраци со фреквенција која филтрите вградени во камерите не може да ја сопрат, со што доаѓа до оштетување на фотосензорот. Опасност постои и за фотоапаратите, но тие обично имаат поквалитетни филтри кои може да заштитат иако тоа не е правило. Лидарот на Volvo EX90, кој го произведува Luminar, е клучен уред на системите за асистенција во возењето, кој овозможува прецизно детектирање на објектите на растојание до 250 метри, дури и при слаба видливост. Проблемот со оштетувањето на камерите не е нов, постои повеќе од 20 години, но Volvo е една од ретките компании која јавно предупредува на тоа. Дебитираше третата генерација на Nissan Leaf, првото комерцијално батериско електрично возило во светот. Јапонците останаа доследни на својата приказка, поучени од искуствата што ги добија во претходните две генерации. Од
Од здодевен, но функционален хеджбек, Leaf се трансформира во несекојдневен фастбек со профил на кросовер. Иако е малку помал од својот претходник, Leaf е аеродинамички ефикасен. Има должина од 4405 мм со меѓуоскино расстојание од 2690 мм. Nissan тврди дека е нивното најаеродинамично сериско возило досега, со коефициент на отпор од 0,25. Новите LED фарови, 19-инчните алуминиумски тркала и активниот затворач на решетката што се прилагодува на протокот на воздух се едни од придобивките на новиот модел. Во внатрешноста, Nissan се одлучи за минималистички распоред, следејќи ги најновите трендови. Дигиталниот кокпит се состои од два дисплеи од 12,3 инчи или 14,3 инчи во зависност од опремата. Новите екрани се споени со двокракиот волан со интегрирани контроли, кратенки чувствителни на допир на контролната табла и копчења наместо традиционален менувач на брзини. Поважно е што Nissan Leaf ќе може да се дополни за 250 км за само 14 минути, кога е поврзан со полнач од 150 kWh. Досега Nissan продаде скоро 700.000 примероци на Leaf од 2010 година кога се комерцијализира. Leaf ја дели платформата CMF-EV со поголемата Aria, што значи рамен под и попросторен распоред на кабината. Сепак, за разлика од неговиот поголем братучет, Leaf ќе биде достапен исклучиво со еден електричен мотор што ги движи предните тркала. Овој мотор произведува 217 конски сили и 355 Нм вртежен момент. Nissan исто така го истакна новиот заден систем со мултилинк суспензија што овозможува подобрена маневрабилност и зголемување на страничната цврстина за 66% во споредба со претходната генерација. Nissan Leaf треба да пристигне на пазарот оваа есен, а постепено ќе се воведува во Јапонија и други пазари. Деталите за цените ќе бидат споделени при комерцијалното лансирање во четвртиот квартал на годинава. Производството ќе се одвива во фабриката на Nissan во Точиги во Јапонија и во Сандерленд во Велика Британија. На македонскиот пазар се уште актуелната втора генерација на Nissan Leaf не помина незабележително, но далеку од тоа дека е бројка за фалење. Впрочем, тоа е реалноста со која се соочуваат сите електрични возила понудени на нашиот пазар. Ви закажувам следна средба на истото место и во истото време за 7 дена. До гледање.